Македонија како прва држава до Грција ја имаше најголемата одговорност и најголемиот притисок во справувањето со мигрантската криза и не добива фер третман од Европската Унија по однос на тоа прашање, изјави австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц на заедничката пресконференција со македонскиот шеф на дипломатијата Никола Поповски. Европската Унија е голема и разновидна и многу држави се свесни дека Македонија многу прави, но некои тоа го признаваат, некои не, но и тие што не го признаваат потајно го мислат, додаде Курц. Македонија многу голем придонес даде и заслужи многу повеќе поддршка од колку што добила или добива во момента. Меѓутоа морам да кажам дека има многу држави кои што од првиот ден кажа дека не само што Македонија ќе ја поддржуваме да ги затвори границата, туку и ја поддржуваме со тоа што Австрија на пример испрати 20 полициски службеници тука, ги посетивме денеска, ни кажаа дека многу добра соработка имаат и со македонската. Многу европски држави знаат и свесни се за тоа што Македонија направила и понатаму прави. Јас како министер за надворешни работи на Австрија сме многу благодарни за оваа соработка и понатаму сме подготвени да ја даваме поддршка на Македонија за заштитата на границите. И ние признаваме дека Македонија нас не поддржа нам кога не требаше поддршка. Поповски истакна дека е неопходен фер третман за Македонија и го имаме од земји како Австрија, но за да добиеме целосен фер третман, потребно е Македонија да работи на тоа да се приклучи кон Унијата. Нема ништо заеднички помеѓу фер третман и третманот кој го има добиено Македонија во изминатиот временски период, ако гледаме низ призма на пристапување кон Европската Унија. Тоа што е, мислам, многу поважно за мене е дека дефинитивно имаме фер третман од земји како Австрија и мнозинството земји во членки во Европската Унија. Затоа и мислам дека за да добиеме фер третман, треба да се погрижиме час поскоро да бидеме дел од клубот. Многу е потешко нефер да ве третираат кога сте внатре. Многу е лесно тоа да ви го прават кога сте надвор. Конечно, секој има своји интереси, а јас сум убеден дека македонскиот интерес е да се потрудиме час поскоро да бидеме дел од Европската Унија. На една година по затворањето на Балканската рута за бегалците, шефовите на австриската и македонската дипломатија го посетија граничниот камен 59 на македонско-грчката граница. Курц се заблагодари што земјава одигра клучна улога во зачувувањето на границите на Европа, особено што во изминатата година протокот на мигрантите е намален за 98%. Според Поповски, пак Австрија е земја членка на Европската Унија која најмногу и помогна на земјава во моментите на справување со бегалската криза, со што беше спречена и хуманитарна катастрофа. Во однос на политичката криза, Курц посочи дека ниту Австрија, ниту Европската Унија нема да се мешаат во внатрешната политика на земјава. Останува партиите да донесат правилна одлука, да ја почитуваат волјата на граѓаните и да најдат излез од политичката криза. Австрија и натаму останува голем пријател на Македонија, особено што двете земји имаат одлична соработка во економијата, безбедноста и борбата против насилниот екстремизам. Австрискиот шеф на дипломатијата Курц, кој од вчера е во Македонија, во посета е и на македонско-српската граница и прифатниот центар Табановце.